студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележа овој ден. Владата даде зелено светло за 9 нови амбасадори. Меѓу нив екс-министерот Орхан Муртезани кој заминува во НАТО. 4 позитивни оценки и 1 дисквалификација. Советот на јавни обвинители дава долг список на владата за избор на нов државен јавен обвинител. Инспектори од Инспекторатот за употреба на јазиците влегува во Министерството за правда за да проверат како се полага правосудниот испит. ССМ протестираше пред влада со барање за повисок минималец. Нуклеарни преговори меѓу САД и Иран во Женева. Овие вести во живо за постапката пред Советот на јавни обвинители, кој денеска и даде долг список од 4 кандидати на владата за избор на идниот државен јавен обвинител. Останете со нас, почнуваме со вести. Илина Мангова во Лондон, Орхан Муртезани во НАТО, Линда Салиевска во Хаг. Ова според информации на Сител се новите 3 амбасадорски имиња за клучни испразнети позиции во дипломатската мрежа. За нив веќе има зелено светло од владата, заедно со уште 6 други. Целта на МНР е да го зголеми процентот на професионални дипломати. Детали од Александар Спасовски. Екс-министерот за европски прашања Орхан Муртезани ќе биде нов македонски амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Тој е еден од 9 нови амбасадори чии имиња поминале на денешната владина седница. Како што дознава Сител од своји извори, нов амбасадор во Лондон ќе биде Илина Мангова, која зад себе има богата кариера во невладиниот сектор како дел од раководството на Меѓународниот републикански институт ИРИ. Останатите амбасадорски имиња се дипломати од кариера кои со години работеле во МНР. Меѓу нив е и Линда Салиевска Илјазовска, која во моментов е дел од кабинетот на министерот Муцунски. Таа зад себе има речиси 20 години дипломатска кариера и бројни мисии во дипломатските представништва низ Европа. По комплетирањето на процедурите, таа треба да биде новиот македонски амбасадор во Хаг. Согласно законот, сите 9 имиња пред да станат амбасадори ќе треба своите планови да му ги представат на собранието во Комисијата за надворешна политика, пошто председателката Силјановска ќе треба и официјално да ги испрати во дипломатска мисија. Списокот на нови амбасадори според нашите извори е веќе усогласен меѓу председателката Силјановска, Министерството за надворешни работи и владата. Покрај 9 амбасадори, владата денеска одлучила да именува и 2 имиња за конзулатите во Мелбурн и Солун. Од претходно познати се имињата на Веле Трпевски како амбасадор во Тирана, Андријана Цветковиќ во Токио, Димитар Блажевски во Киев и Фадил Зендели во Копенхаген. И тие чекаат за одбрана на своите тези во собранието. По комплетирањето на сите процедури, бројот на дипломати испратени во мандатот на Муцунски ќе достигне 18. Од нив над 60% или вкупно 11 амбасадори и конзули се дипломати од кариера, што е во насока на заложбите за професионализација на дипломатската мрежа и во согласност со новиот закон за надворешни работи, кој предвидува најмалку половина од амбасадорите да бидат професионални дипломати. Александар Спасовски, Сител телевизија. 4 кандидати остануваат во трката за нов државен јавен обвинител. Советот на јавни обвинители единствено го дисквалификуваше поранишниот судија Панчевски, додека за останатите кои испратија кандидатури даде позитивно мислење. Мирјана Давидовска следеше седницата на Советот. Мирјана, кој останува во игра, како ќе тече понатамошната процедура и дали е вообичаено волку долг список од кандидати да патува до владата? Па толку долг список ќе патува до владата со оглед на тоа дека Советот на јавни обвинители сметаше дека сите овие кандидати заслужувале подеднакво шанса да влезат во трката за нов републички јавен обвинител, односно да го пополнат испразнетото место во обвинителството, местото кое што со неотповиклива оставка го испразни државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски. Актуелната веде државен јавен обвинител Анита Тополова Исајловска, обвинителите Лидија Раичевиќ, Ленча Ристовска и судијата Ненад Савевски добија позитивно мислење од Советот на јавни обвинители и овој список ќе патува до владата, која што понатаму ќе одлучи кој од нив како име ќе го испрати до парламентот, кој што ќе треба со 61 глас да го избере новиот републички државен јавен обвинител. Конкурира 5 кандидати, но поранешниот
претседател на кривичниот суд Владимир Панчевски беше дисквалификуван бидејќи Советот оцени дека тој не го исполнува оној посебен услов кој што е предвиден, а тоа е да има 10 годишен непрекинат стаж како јавен обвинител или судија. Сите детали ги гледаме во продолжение. Анита Тополова Исајловска, Лидија Реичевич, Ленче Ристовска и Ненад Савевски добија позитивно мислење од Советот на јавни обвинители за избор на државен јавен обвинител. Од 5 предложени, владата ќе избира меѓу 4 кандидати. Од трката за избор излезе поранешниот прв човек на кривичен Владимир Панчевски, кој според членовите на Советот не ги исполнува посебните услови, бидејќи беше разрешен и во моментов нема работен ангажман. Претседателот на Советот не гледа спорно што тие како Совет не направиле потесен избор кој ќе го достават на владата, бидејќи смета дека сите еднакво заслужувале да продолжат понатаму. Сите кандидати се јавни обвинители, едниот е судија со успешна работа во јавно обвинителство и во судовите. И не можевме како членови да ги делиме, зашто сите се по 20-30 години или 15 години обвинители. И затоа дадавме позитивно мисли. Бесими вели дека не можеле да го почекаат новиот закон, бидејќи од владата веќе им биле испратени кандидатурите за кои имале рок од 15 дена да дадат мислење. Не искористиле можноста да ги повикаат на посебни интервјуа за подетално да се запознаат со нив и нивните програми, бидејќи веќе добро ги познавале како колеги. Не се остава простор за политика од причини што сите кандидати ги исполнуваат условите согласно закон. И заради тоа ми дадавме позитивно мислење. Административна проверка на документи или ценевте професионални портфолија? Тоа е ние за сите кандидати што се суди, што е судија или обвинители, секој ден, секој месец имамо годишни и месечни извештаи и ги цениме сите работата на овие кандидати. Едногласна поддршка добија актуелната виде државен обвинител Анита Тополова Исајловска, за која Советот истакна дека поседува огромно искуство, углед и менаџерски квалитети. Целокупната поддршка им беше дадена и на судијата Ненад Савевски, обвинителката Ленче Ристовска. Единствено еден негативен глас доби кандидатката Лидија Реичевич поради конзистентност, бидејќи таа била негативно оценета од претходниот состав на Советот пред нејзината прва кандидатура за оваа функција. Кандидатите ќе се најдат пред членовите на владата, која ќе одлучи чие име ќе го достави до парламентот. Еден од четворицата ќе го наследи Љупчо Коцевски, кој си поднесе неотповиклива оставка. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Инспектори од Инспекторатот за употреба на јазиците влегува во Министерството за правда за да вршат контроли. Откако министерот јавно се спротивстави на иницијативата правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Инспекторите за Сител велат дека се дојдени по представки од студенти. Министерот пак вели дека ќе се провери законитоста на оваа проверка, но апелира и да не се злоупотребуваат институциите. Тамара Дичовска. Инспекторатот за употреба на јазиците денеска влезе во Министерството за правда да врши вонреден инспекцијски надзор за тоа како се полага правосудниот испит. Иако инспекторатот е под Министерството за правда, тие денеска го проверуваа системот од внатре. Бараат документи и објаснувања како се одвива постапката за полагање на испитот, која низ годините никогаш не е променета и тој се полага само на македонски јазик. Денешниот надзор е прв од ваков вид во Министерството. Инспекторите за Сител велат дека вонредната контрола следува по неколку поднесени иницијативи и петиции од студенти. Во однос на правосудниот испит, полагањето на правосудниот испит. Што конкретно баравте во Министерството за правда? Ние бевме тука согласно налогот на директорот што го дава за вршење на вонредни инспекцијски надзор, а при поднесување на неколку иницијативи и петиција од студенти и во Министерство за правда од надлежните баравме целата постапка како се одвиват постапката за полагање на правосудниот испит. Инспекторите велат ке барале неправилности, но дали тие неправилности ке ги барат во документи или предмети, конкретен одговор не знаеа да дадат. Првично ги земавме првите податоци, значи постапката продолжува и кога ќе се комплетира предметот, тогаш ќе се констатира. А што земавте, документи, предмети? Значи ние баравме, Министерството не беше спремна тие документи сега одма да се најдат, значи надзорот ќе продолжи. И продолжува. Ама и ве конкретно може да ни кажете што барат? Значи конкретно ние сега дур ги немаме документи, дур не е констатирана фактичката состојба
Значи немаме одговор. Министерот за правда Игор Филков вели дека не зна дали воопшто е законски вонредниот надзор, со оглед на тоа што инспекторите се повикуваат на анонимни иницијативи, кои во Министерството воопшто и не пристигнале. Потенцира да не се злоупотребуваат институциите и да се почитува Уставот, а со тоа и полагањето правосуден на македонски јазик, кој е клучен предуслов за работа во правосудниот систем. До овој момент такви иницијативи не се доставени, ниту се презентирани. Од тука нашите служби во Министерството за правда не може да утврдат дали исполнет законскиот услов за вонреден надзор. Она што сакам да го истакнам е дека Инспекторатот за употреба на јазици е орган во состав на Министерството за правда од јули 2025. Сега, од неговото формирање, па до сега, извршен само еден редовен надзор и тоа во 2023 година. Не е спроведен ниту еден вонреден надзор за било која друга постапка. Во изминативе 5 години имало 881 кандидат за полагање на правосуден испит, од кои 232 биле од албанска националност. Во 2020 година оние кои што се изјасниле дека се од албанска националност при полагање на правосудниот испит се 25. Во 21 година се 29, а во 22 32. Интересно е што таа бројка рапидно расте, односно се дупсира. Од 2023 година изнесува 64. Исто така и во 24 година 49. Ланската година, пример, полагале само 33. Владата во моментов ги разгледува можностите како законски да се регулира полагањето на правосуден испит и на албански јазик, но и дали тоа ќе биде возможно, со оглед на тоа што моментално законот не дозволува испитот да се полага на друг јазик освен македонски. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Председателот на Уставниот суд позитивно го оценува изборот на Гоце Нумовски за нов уставен судија, избор кој се очекува да се случи утре. Со изборот на уште еден судија од Судскиот совет се очекува судот да биде комплетиран. Во полн состав, уставните судии повторно ќе одлучуваат за чувствителни закони, меѓу кои законот за употреба на јазици, најавеното постапување и по иницијативите за законот за прекршоци, поврзан со Safe City, како и за други спорни законски решенија. Првиот човек на Уставниот суд позитивно го оценува доаѓањето на Гоце Нумовски за нов уставен судија, за чиј избор собранието ќе одлучува утре. Неговата стручност и кредибилитет ја оценува како корисна за судот и не гледа проблем во тоа што бил советник на премиерот. Според Костадиновски важно е почитувањето на уставот во носењето одлуки. Извршувањето на должноста е дел од карактерот и од кредибилитетот на човекот. Дали бил советник на премиер или јас на тројца председатели, нема никакво значение. Нашата работа се сцени токму во оваа сала, од лојален сум на уставот и никому друг. И тоа го очекувам и од новиот колега доколку биде избран, и од другиот што треба да биде да го комплетира, и од сегашните суди. Освен Нумовски, кој се наоѓа пред негов избор за уставен судија, се чека завршувањето на огласот на Судскиот совет до крајот на неделата, од каде треба да биде избран последниот уставен судија. Комплетирањето на уставен повторно ќе ги врати на одлучување законите кои предизвикаа бурни реакции во јавноста. На првиот состанок во полн состав судиите на маса ќе го стават законот за употреба на јазици, за кој треба да се одржи подготвителна седница за да се чуе мислењето на странските експерти пред носењето на конечната одлука. Сензитивноста не исчезнува со протекот на времето. Било кој предмет, ако е сензитивен денес, ќе биде сензитивен и во 2035-та. Ќе биде сензитивен и во 2050. Наша работа е да ја вратиме до вербата на граѓаните во владењето на правото и во правната држава, и за мене не постојат сензитивни и помалку сензитивни ќе се постапува по секој еден предмет. Никој не треба да го гледа тоа како закана. Уставен најавува брзо постапување за иницијативите поднесени против законот за прекршоци кој овозможи спроведување на проектот Safe City. Оформени се 4 предмети, а личен став на Костадиновски дека овој проект го менува менталитетот на граѓаните и оправдува целта. Во полн состав се очекуваат одлуки за иницијативите за глобално даночување, нерезистентното население, законот за потрошувачи или линеарното покачување на пензиите. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. ССМ протестираше пред влада со барање за повисок минималец. Нуклеарни преговори меѓу САД и Иран во Женева.
Едночасовната блокада на Сојузот на синдикати пред владата помина со ултиматум. До крајот на февруари да се донесе одлука за минималец од 600 евра и линарно зголемување од 100 евра. Воспротивно најавуваат голем протест и генерален штрајк во март. ССМ не исклучува можноста за нови таргетирани блокади и во други градови. Од владата велат дека социјалниот диалог се води преку економско-социјалниот совет и дека протестите се демократско право. Едночасовната блокада на Сојузот на синдикати пред влада ги принуди премиерот и дел од министрите да пропешачат пред денешната владина седница. Синдикатот со ултиматум, одлука за повисока минимална плата до крајот на месецот или голем протест и генерален штрајк во март, дополнително. Иако денешната блокада беше најавена како последна, ССМ вели можно е да ги блокираат институциите и во градовите во внатрешноста. Во наредниот период не исклучуваме ваквите таргетирани протести со 21 човек на улица, за да не ги заокружуваат, за да не ги оцрнуваат луѓето и за да не им се закануваат, да продолжат и по градовите, по потреба. Таргетирани градови каде што ќе предизвикаме функционерите и таму да не можат да се движат или да доаѓаат пешки на работа онака како што доаѓаат денеска, како што доаѓаа пред некој ден, како што доаѓаа и пред една недела. Дополнително, оставаме простор до крајот на месец февруари да седнат и да се договорат и да кажат за колку пари ќе зголемат минималната плата и за колку пари се спремни да ги зголемат сите останати работнички плати, затоа што веќе немаат апсолутно никакви аргументи. Од владата уверуваат дека континуирано градат инклузивен диалог со сите засегнати страни. Протестите се демократско право, но воедно подсетуваме дека владата за прв пат води конструктивен социјален диалог во рамки на економско-социјалниот совет, каде што сите прашања се дискутираат јавно и транспарентно, во интерес на сите засегнати страни, со цел обезбедување на подобар животен стандард. Економско-социјалниот совет има ефикасна динамика на работа која подразбира средби со сите членови најмалку еднаш во месецот. Сепак, во преговорите, синдикати, дел од приклучените во иницијативата, треба да делуваат независно и во вистински интерес на работниците наместо политички, велат од владата. Од владеачката ВМРО ДПМН велат дека го поддржувале ССМ кога беа во опозиција, а откако се на власт донеле неколку решенија за раст на платите. Денес, 2 години откако ја водиме државата, фактите се следни. Во општините раководени од градоначалниците на ВМРО ДПМН, платите се зголемени во просек за околу 5000 денари по вработен. Вработените во образованието добија колективен договор со кој тие во основното и средното образование ќе имаат од 46 до 60% повисоки примања во рок од 4 години. Вработените во високото образование добија покачување за минимум 14%. Здравствените работници ќе добијат од 40 до 50% повисоки плати во еден мандат со склучениот колективен договор од оваа влада. Денешната блокада на владата беше трета во 2 недели. Предходно работниците ги блокираа Собранието и Стопанската комора во обид да дојдат до договор за минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на платите за 100 евра. Владата се иззема од трипартитниот диалог и остави на работниците и работодавачите сами да се договорат за евентуално зголемување на минималната плата. Даниел Василев, Сител телевизија. Власта и опозицијата влегоа во нова препирка околу користењето на владиниот авион Лирџет. СДСМ обвини дека премиерот го користел авионот за приватен одмор во Хрватска и побара одговор колку тоа ги чини граѓаните. Од владата демантираат злоупотреба и тврдат дека се е спроведено согласно правилникот. Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за користење на државните летала за приватни цели. СДСМ денеска обвини дека премиерот Мицкоски Летово го искористил владиниот авион Лирџет за одмор во Хрватска. Од партијата прашуваат колку граѓаните ги чини овој одмор. Со владин авион и парите од граѓаните, премиерот бил на Јадранско море, на одмор. Ова е срамна слика за една опиена власт од луксус, приватен бизнис и тендери. Пола влада, почитувани, се шетала со владиниот авион. Главна дестинација Будимпешта, кај нивниот шеф Груевски. Од владата демантираат каква било злоупотреба и тврдат дека авионот е користен согласно правилник. Секое користење е евидентирано, документирано и предмет на институционална контрола. Ниту една активност не е надвор од утврдените процедури, ниту постои каква било форма на злоупотреба, велат од владата.
Од владеачката ВМРО ДПМН пак подсетуваат на злоупотреби од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Од ДУИ владиниот авион го користеле и за летови до Ниш. Јавноста добро се сеќава дека од 30 дена владиниот авион екс-министрите на ДУИ и СДС го користеле 25 дена. Заев и Филипче пак летаа од Скопје до Прилеп со хеликоптер на државна сметка, коментираат од ВМРО ДПМН. Според податоците за година и половина, владиниот авион од владени функционери бил употребуван околу 40 пати, во кои на списокот е и патување на Мицкоски до Сплит, за кое опозицијската СДСМ сега тврди дека било за приватно патување на премиерот. Лирџетот 2 пати беше искористен и за пренос на повредени од Кочанскиот пожар и за евакуација на 2 семејства од Израел. Поради дотрајаност и мал капацитет, од СОЗР најавија набавка на нов владин авион. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Каде и за што се троши државната помош? Милиони евра од буџетот секоја година завршуваат како субвенции, заеми, даночни ослободувања, но недостасува јасна слика дали тие средства носат поголем економски раст и конкурентност. Истражувањето на Finance Think покажува дека најмногу пари одат кај земјоделците и приватниот сектор, но нема централен регистар што ќе покаже која компанија колку добила и од каков ефект. Од владата најавуваат воведување на онлайн систем за поголема транспарентност и контрола со цел секој денар да биде економски оправдан. Каде и за што се троши државната помош? Милионски евра од буџетот секоја година завршуваат како субвенции, заеми или даночни ослободувања. Но отчетност дали истите придонеле за поголем економски раст, поголема конкурентност или повеќе инвестиции нема. Недостасува регистар кој ќе покаже која компанија колкава помош зела и кои се ефектите од истата. Според истражувањето на Finance Think, најмногу буџетски средства добивале земјоделците за субвенции и приватниот сектор за инвестиции. Податоците понатамошни кои што се однесуваат на доделена помош, кои се тие компании, за кој сектор, за која намена, таквата форма на податоци во моментот изостанува. Треба да имаме листата на компании на кои биле доделени, треба да имаме колкав бил износот, која била намената, кои цели биле постигнати, за да може да точно утврдиме дали одредена програма дава конкретен резултат. Секој денар од буџетот е значаен и мора да има економска оправданост за што се троши, били Министерката за финансии Кочоска. Парите мора да им се дадат на тие кои ќе придонесат за поголема додадена вредност, а да се скратат таму каде што не се продуктивни. Затоа најави системско решение кое ќе покаже кој добива помош и зашто. Во моментов податоците за доделената државна помош се дисперзирани во повеќе институции и не се достапни на едно централизирано место. Недостасува единствен систематизиран преглед од кој јасно ќе се види кој добива помош, по кој основ, во кој износ и со каква цел. Владата работи на воведување на систем кој централизирано ќе ги евидентира сите трошоци кои што се доделуваат како државна помош. Истражувањето на Finance Think кој ги опфаќа земјите од Западен Балкан од 2017 до 2024 година покажува дека во 2023 во Македонија 203 милиони евра биле исплатени како државна помош, додека една година подоцна сумата достигнала 235 милиони евра или 1,5% од бруто домашниот производ. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. 80 години Сдружение на новинари. Има ли кој вистински да ги штити новинарските права? Дали новинарството работи под притисок? Кој најмногу му штети? Политиката, бизнисот или алгоритмите? Вреди ли денес да се биде новинар? Тема на денот во 19 со Младен Чадиковски, председател на ЗНМ. 4-годишно дете вчера попладне било повредено во сообраќајна несреќа во Драчево. Во него удел 41-годишен возач. Во одделна несреќа повредено и 18-годишно момче во Прубиштип. Дете на 4 години и 18 годишник се тешко повредени во две одделни сообраќајни несреќи, информираше Министерството за внатрешни работи. Вчера попладне на улица во населбата Драчево, скопјанец на 41 годишна возраст, кој управувал джип, удрил во 4-годишно дете. Од ударот детето се здобило со скршеница на десната подколеница и во текот на вечерта е оперирано на клиниката за детска хирургија. Повреденото дете е донесено свесно, констативно, со сепак тешки телесни повреди со скршеница на долен десен на десна подколеница. Во текот на вечерта направени се предоперативни подготовки
и во текот на ноќта извршена хируршка интервенција. Детето се чувствува добро, со еден член на фамилијата е згрижено на клиниката за детска хирургија на Општина. Сообраќајната несреќа во која е повреден 18 годишен пешак се случила вчера утро во Пробиштип. Во него со автомобил удрил 50 годишник. По несреќата повредениот бил пренесен во локалната болница каде лекарите констатирале тешки телесни повреди. Од МВР информираа дека и во двата случаи извршен е увид и се утврдуваат околностите под кои се случиле сообраќајките. Александар Динев, Сител телевизија. По обилните врнежи драстично се зголеми водостојот на реките низ земјава. Треска кај Македонски Брод е 4 пати над февруарскиот просек, а Вардар бележи значително покачување, особено кај Егуновце. Надлежните предупредуваат дека неисчистените речни корита дополнително го влошуваат ризикот од поплави и бараат посистемски пристапи и спроведување на законот за води. Во Кичево, како најпогоден регион и натаму се санираат штетите, а околу 250 лица се сместени во спортската сала Христо Узунов. По обилните врнежи драстично пораснаа водостоите на реките низ целата држава. Треска кај Македонски Брод е 4 пати над просекот за февруари, а Вардар 2,5 над вообичаеното за овој период од годината. Просечниот водостој на треска во февруари изнесува 49 сантиметри. Вчера надлежните измериле дека водостојот изнесува 258 сантиметри, а денеска 196. Најголемата река во државата бележи значително зголемување на водостојот низ целиот свој тек. Најкритично е кај Егуновце, каде се измерени 220 сантиметри, во споредба со вообичаените 86 сантиметри во февруари. Надлежните предупредуваат дека токму неисчистените речни корити и канали со смет и шут го попречуваат текот на реките. Поради ова се создадоа и големите поплави во државата. Без разлика дали е надлежност на општината или на АД водостопанство, мора посериозен пристап до управување со водниот ресурс, за да не се доаѓа до вакви огромни штети. За среќа што немаме човечки штета на човечки животи, меѓутоа ризиците се секогаш тука и самото АД водостопанство мора да биде поддржано од државата за да направи оперативни планови. Директорот на водостопанство за Сител вели дека критичните точки се мапирани, но наеднаш не може да се поправат сите. Потребно е системско решение, финансино и спроведување на законот за води и реки. Ние ги имаме искатегоризирано, потенцирано, обележено каде треба да действуваме. Действувано е во одредени региони, изчистени се, меѓутоа нашата капацитетност во делот на финансиите не ни дава можност да сето тоа одеднаш го направиме. Значи, десетина години не се чистени тие речни канали или тие точки не се изчистени, така да не може одеднаш сето тоа да се санира, да се поправи, да бидело толку едноставно и да чинело малку пари би било направено. Во меѓувреме во Кичево, како најкритична точка погодена од поплавите, и денеска се санираат штетите. 250 лица се уште се сместени во салата Христо Узунов. Екипите испомпуваат вода од поплавените домови и објекти. Без престан работат околу 10 огромни багери машини кои го чистат речното корито и кои ќе продолжат да го прават тоа се додека конечно не се реши тој проблем. Исто така има во моментот ми се чини околу 30 камиони кои изнесуваат смет, шут и сето она што се вади од реката, така да ние нема да престанеме се додека ја доведеме реката во онаа состојба која што било пред 10 на 15 години. Во билтенот на Центарот за управување со кризи не се бележи ново излевање на реките. Добиени се само неколку пријави за непроводни патишта во рурални средини. Нов влажен бран синоптичарите најавуваат во петок. Нов влажен бран се очекува во текот на ноќта кон петок и во петок, особено предходне, кога ќе има нови врнежи. Во пониските места врнежите ќе бидат од дожд, на повисоките од дожд и снег, а на планините од снег. Во деновите од викендот ќе имаме променливо облачно и постудено време. Најмногу дожд во изминатото деномноќе е наврнало во пожаране. Габриела Лескова, Сител телевизија. По продолжение свет.